Георгиевски, вашите 2 минути. Се зборува многу за таа професионализација на администрацијата. Се зборува како да се дојде до што поблиску отворена општина до жителите на локалната самоуправа. Доколку станете градоначелник, што ќе направите за да ова се оствари? Видете, од анализите кои што ги прочитав, се направени од Европската унија, општината одвојува, во просек општините одвојуваат околу 0,06% од буџетот за обука на кадри. И тоа е поразителен податок, бидејќи има 2 нули, не една, значи 2. Како градоначелник, јас прво ќе пробам да направам прераспределби и анализа на вработените во општината и ќе направам една систематизација на општината. Така ќе констатираме што е она што точно ни фали. Никако нема да се залагам за тоа општината да се превработува и таа да стане лулка на партиски вработувања и на непрофесионален кадар, кој како што видовме и сите овде заклучија, не си ја врши добро својата работа, бидејќи видовме дека инспекцијскиот надзор не е добар кога се изработуваат некои проекти, било да се улици, било да се донесуваат дупови, да сугерираат дури и на ГУПот. Значи, ние имаме една дисфункционална администрација и тоа дури и во вчерашната дебата која имавме со невладиниот сектор беше сугерирано од самите граѓани. Тие не сакаат превработување во општинската администрација, туку сакаат функционална администрација. Ние можеме и јас можам да ветам дека ќе вработам 1500 души во општина Центар и 300 и 500. Меѓутоа што тоа ќе донесе? Ние ќе правиме трошоци и тоа нема да биде оправдана инвестиција на самата општина. Секако до обуката на кадри е најважниот сегмент на кој што треба да му дадеме акцент, а на тоа сме немале мораториум. На сите овие работи сме немале мораториум. Мораториумот беше онамо каде што беа нечии други цели и идеали, односно и целите и идеалите на луѓето беа под мораториум, а се друго застанавме просто во времето.